Средното општинско училиште Гошо Викентиев доби техничка опрема од вклученоста во Акцес програмата, која е дел од проектот за усовршување на англискиот јазик, подржан од Стейт Департментот на Соединетите Американски држави и имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование и Американската амбасада во Скопје. Опремата ќе се користи за реализација на наставата. Од Кочани во проектот се вклучени 25 ученици од двете средни кочански училишта, како и професорките по англиски јазик Лидија Коцева и Голубина Цекова. Станува збор за програма која што се реализира во 85 земји во светот. Учесници се околу 100.000 ученици. Во нашата држава се спроведува во 10 градови, меѓу кои е и Кочани. Групата во Кочани брои 25 средношколци и 20 наставници. Целта на оваа програма е изучување на англискиот јазик и усовршување на вештини кои што ќе се најдат на учениците во понатамошниот личен и кариерен развој. Како дел од проектот добивме LCD проектор, метален шкаф за како опрема во еден од кабинетите, компјутер и принтер. На проектот му претходеа реализирани обуки на професорите, а активностите кои се во тек се реализираат онлайн. Станува збор за онлайн разговори на учениците со луѓе кои постигнале многу во животот и изградиле успешна кариера. Тие се гости на работилниците, а разговорот со учениците се води на англиски јазик, со цел усовршување на јазикот, истекнување вештини кои ќе им помогнат во животот и градење на кариерата на учениците. Како дел од проектот ќе следуваат и други активности, како што се чистење на околината за подигање на еколошката свест кај учениците за здрава и чиста средина, организација за дарување подароци за денот на влюбените, одбележување на денот на книгата, како и надпревар за брзо читање на англиски јазик. За летниот и зимскиот период, доколку дозволат мерките за заштита од COVID-19, планирано е одржување на летен и зимски камп. На крајот од проектот, кој што е планиран да трае 2 години, учениците ќе добијат сертификат и дипломи за учество, кои ќе им послужат за полесно учество во проекти во Соединетите Американски држави.